Добар вечер, вие слушате Радио Канал 103. Хор емисијата Дан се Макабре со 235-то издание, за кое што во студиото имаме специјални гости кои што ни гостуваат по еден многу важен и значаен повод пред се за македонската музичка сцена, заради тоа што благодарение на овие луѓе и останатата екипа од бендот имаме да се пофалиме со уште едно издание кое ќе дефинира македонската музичка сцена пред се, односно метал сцената, со еден моќен продукт по кој што барем не само оваа година, туку и се надевам дека сето тоа што представува македонска музика ќе биде еден силен печат и кој се надевам дека ќе допре до што е можно повеќе слушатели и ќе им го збогати нивниот живот. Накратко, со мене оваа емисија 235-то издание на Дан се Макабре го посветуваме на еден бенд, бендот Апотеозис и излегувањето на нивниот нов албум Shadow and Sound. Со мене во студиото се Петар Вуковиќ и Благоја Петровски. Добре дојавте. Добро ве најдовме. Здраво. Добре дојавте во Канал 103 и се најавам дека ќе може да си разговараме за сите теми кои што се врзуваат за бендот пред се и за музиката која што ја презентирате и ја создавате и ја творите неколку години наназад. И се надевам дека ќе допреме до клучни теми, онака што би го доближиле можеби повеќе пристапот кој што ги имате во контекст на музиката. Имавте промоција на албумот Shadow and Sound минатиот викенд. Да, Како сте задоволни со тоа? Па, да ти кажам, прилично солидно помина. Добро помина, доста цедиња се продадоа. Имам уште цедиња кои изгледа ќе ги ставиме и во Југотон. Така, значи ќе може да ги пронајдат сите кои се заинтересирани. Други ако сакаат и побрзо купат, може да не контактираат на Facebook страната Апотеозис или кај бе на Inbox, да, добро. И тоа промоцијата беше така? На 19-ти. Така? Сега во Кафе Браво. Да, во Браво. Тоа е тоа. Ај кажете ми вака едно, затоа што моите гости кои прашувам онака во емисија, првото прашање што е пукам, кој затоа што станува збор сепак тематизирана е за хорор филмови. Ќе ве прашам тоа на крај за вашите погледи за и околу филмската индустрија. Тоа го чуваме за на крај, онака да офилуваме. Вас ќе ве прашам кога лично почнавте да се интересирате за и околу метал музиката воопшто и што ве привлече во неа? Прво, каква најава ни даде. Живот не сум очекувал волку многу дека ќе велича некој наша музика, ова ме достигнува и за мене. И фала ти многу и фала ти што ме си го емисијава. Извини, ви доаѓам на сите концерти ваши, ми се допаѓа бендот, тоа само да си го кажам јас. Фала ти многу. Музичево си е супер, си доаѓа значи од нас и сега поентата е што ние си баравме секогаш некаков аутлет за све што сме се сакале да си кажеме, плюс таа ни беше некаков аутлет за тоа кои сме ние. Така. Идентификација. Почна да се ствара музиката. Освен што беше само еден начин на идентификација, беше начин и на пронаоѓање на себе си. Сега ова малце може клише да звучи. Ама у однос на тоа што значи музикава за нас, музикава може многу убаво да се поврза со секој од членовите. Така? Значи е сублимат на сето тоа што може да го понуди секој член на Апотеозис. Да, сите 5 члена некоја симбиоза на личностите и на преференциите на луѓето. Значи секој доаѓа со свое влијание и го правиме тој melting pot најверојатно во таа кохезија. Па интересното е што и албумов не е до толку melting pot, до албумов си е како поише крици на индивидуални членови. Така? Затоа што овие 5 години што си постоиме инако, имавме мала промена на состав за која што може подоцна. Да, ќе навлеземе за тоа подлабоко во наредните влог. Да. Јас што емисијата работа како што ми тргна. Али поентата ми е што секоја песна си индивидуален крик на некој човек. Так. И сега не е само сублимација на нашите индивидуални личности, него и ние како го доживуваме светот. На кој начин реагираме. Многу интересно како јас што си правев анализа на песниве, можам да видам која песна тачно од кој човек. Така. Се знаеме меѓу себе. Така. Апла можеш да приметиш каде некој човек си има дадено многу поголем печат свој. А интересното е што сите од нас сме научени да го прифаќаме туѓиот како печат што викам, туѓиото влијание. Така. Не се инхибираме како окей, мора све да стокмиме, да биде како под една насока, под една коцка, но кога си даваме многу поголема слобода на креирање. Може затоа и толку време не требаше да го извадиме овој прв албум.
Меѓутоа тоа и говори за слоевите кои што ги има еден бенд и тоа го отвара кон најразлични можности, влијанија и движења и тоа звукот нормално дека ќе еволуира постепено со тоа заради тоа што Апотеозис пред се го гледам како еден отворен музички проект кој од песна до песна варира како што веќе напоменуваш, баш поради тоа што индивидуалноста го прави и самото дело, не само на членовите на нивниот тип, го прави самото дело да биде отворено за еден поширок сублимат на звуци кои што може, крици кои што може да ги произнесете. Една полифонија на моќен звук пред се. Фала ти многу ме е мило што некој друг успеал да го добие овој впечаток, како надвор од нас. А и за тоа беше намената музиката. Кажа Пепе дека се продадени. Прилично сме задоволни од промоцијата, доволно албумот се продадени. И поентата ние што поише луѓе да го имаат албумот. Така. Затоа не ќе да ставиме некако поголема цена, да ова си вреди за секој од нас. Само и тоа како? Што сакаме да си го извадиме и да го чујат луѓе. Ако им се свиѓа. Многу ме е мило што ако успееме да допреме. Така. Воведо што ни го даде ми беше од огромно значење. Значи стварно ми е многу мило што некој друг вака си исперцепирал музиката и начинот на кој што се работи. На почетокот на емисијата слушаме две композиции кои се наоѓаат на овој албум. Конкретно слушаме Black and Sun, последната композиција со која го затвора овој албум, и Dark Corners of My Reality. Петар и Благоја ми дадоа мене слобода да си одберам кои композиции сакам да ги пуштам, така што ви благодарам за таа слобода која ми дадовте. Меѓутоа, ова се двата различни аспекта кон кои што мене ме влече бендот. Од една страна мелодичноста која ја носи Dark Corners, баш таа нијансите на мрак кои што ги содржи еден бенд. Од една страна агресијата, од друга страна мелодијата. И затоа барем до почетокот сакав да двете нијанси да се издвојат онака од прва рака. По краткиот разговор следува и Shallow Gallery, композицијата која по краткото интро, нели, го отвара албумот. Така, да. Супер, значи ја слушаме Shallow Gallery и се враќаме во студио да поразговараме со моите гости за албумот. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, хорор емисијата Данс е макабра, 235-то издание. Со мене се Петар Вуковиќ и Благоја Петровски, дел од екипата која што го има овој продукт кој што моментално го чувам во рацете, Shadow and Sound. Стана збор за членовите на Апотеозис. Меѓутоа, пред да се добие оваа инклинација наречена Апотеозис, имаме едно реформирање во звукот. Значи, пред да дојдеме до тоа, си има еден друг формат по кој што беа луѓето запознаени за музицирањето на ова прото-апотеозис действување. Може да ни кажете од каде се зачна воопшто ова музичко дело и од каде дојде? Од кои гаражи се роди ѕверот Апотеозис и во која инкарнација беше потребна за да премине до ова? Гаражите на љубов тие ни беа првите. Значи гаражите под љубовка и Так. грчка амбасада што се. Прво, ова беше негде, не знам, 2008-2009. Со лид гитаристот Бојан Сенковски, Сено. Си правевме нешто муавет и после некое време решивме да направиме бенд. Кој муавето сериозен стана. Да, и онака прво почнавме на заебанција и го крстивме, значи прво името беше Executor. Да. Не знаеме ни зошто, ама ете почнавме, сакавме да правиме прво треш метал. Знаеш, Така. баш копилјачки муавето најде треш метал ќе Да, правиме, рифови. и тупа, да. И склопивме една комбинација, значи се променија некои членови Така. и првата она стабилна композиција на бендот бевме јас, он, Ристе Петровски, Добро. кој беше на Тапани, Благоја што е до мене, Така. И Андре Коларов. и И- Андре Коларовски. басист. Така. Да. Тоа е препознатливиот звук кој што се обвестува за неговото име и презиме. Поздрав до него. Така почнавме, значи прво треш да свириме.
Под инфлуенца на Ристе почнавме да свириме на некој начин power metal, heavy metal, нешто тој стил. Така, значи почнува звукот да се амалгамира. Така, почнавме после да убацуваме гравлови, скримови, такви работи. И на крај свативме дека уствари музиката ни е melodic death metal со клин вокали. После долго време. После некое време. Така да, не знам, мислам дека беше у 2013-та, го сменивме името, запоиша да соодветствува со самиот бенд, со самата тематика и со самиот жанр. Значи нешто по возрастно, нешто по созряно. И така почнавме, значи, трака по трака да ги правиме, да ги оформуваме и на крај испадна албумов, нели? С тоа што, значи, иако песните не се скроз исти, дури ни по стил една со друга, така. пак прават одредена целина. Тоа многу ми се свиѓа што испадна сепак како една целина, се осеќа нашиот звук, се осеќа нашиот стил. И тоа е песна. Тоа барем сите големи бендови може да го кажа за себе си. Кога ќе кажеш било која тематика жанровски, сега значи знаеме дека жанровите се само фиоки во кои што критичарите сакаат да ги ставаат бендовите и живееме нели во постмодернизам каде што мултижанровското се подразбира со секој вид на музицирање. Кога ќе се каже како е еден начинот на кој што еден бенд би обработил одредена тема. Значи било која тема може човек да ја фрли врз апотеозис, ќе знае дека апотеозис е тоа. Заради тоа што го имаат препознатливиот печат и звук пред се. Така, се надевам дека е така. Па тоа е затоа што и плюс тоа си е стрикно авторски бенд. Така. И влијанијата, ние имаме влијание, ама немаме како да речеме сега оваа песна многу ми се свиѓа, ќе направам дупликат на оваа песна. Така. Значи проаѓа низ наш систем. Убаво се каже дека постмодернизмот е на компилација од жанрови. Така. Сега, убавината во тоа е што имаш многу поголема слобода да експериментираш со што сакаш. Затоа што ние, како што кажа Пепе, почнавме со таков некој треш метал, па со влијание на Риста, Persuader, Blind Guardian, така. Направивме некоја комбинација и од таму почна више да се ствараме. Ја мислам дека кога се државме за треш метал ќе се распаднавме за 2 месеци. За 2 месеци ја ќе си да под бендот. Штета што таа е судбината на многу бендови кои што се заглавуваат во тоа и не ја гледаат отвореноста на музичките жанрови воопшто и не наоѓаат начин да ги комбинираат најдобро барем. Да многу стрикно се поврзуваат, се многу стрикно се приврзуваат за еден жанр. И ако не е нешто како тој жанр е нешто, предавници се пајде да ги стреламе на плоштата онака. Тука е таа дистинкција од тоа фурање филм. Така. Ја ќе направам бенд, ќе свирам таква и таква музика, што оваа музика е најболја. Така. Од друга страна, окей, сакам да правам музика. Сакам некако да најдам начин уметнички да се изразувам. И со тоа ја можам да си направам многу поубава комбинација од тоа кој сум, како сум, и самата личност се гради низ музиката. Затоа и толку се менува музиката. Затоа што пак ние сме почнали на 17-18. Така, 17. Ние сме си почнали да се свириме, да си правиме музика. До сега има голема разлика од тоа кој сме, како сме, што сме. Затоа и музиката, јас мислам дека уште поише ќе еволуира. Затоа што ако со нешто се гордеам со луѓе што се бендот е тоа дека никој не стагнира и никој не е заглавен во одреден жанр, освен Андре што слуша кантри музика. Ама ајде бегај, тоа е друга работа. Океј, придонесува со тие негови влијанија се надевам минимално. Крајниот. Он ги има најдобрите мелодик дед влијанија, само нешто сака да си филме и да се прави кафански човек. Звонко Богдан. Зарем. Одлично. Како екзекутор ја имам погледнато неколку пати таа формација и имате настапувано нели на Rockfest, Loserfest, како и да беше на Demoфест, да, значи на тие неколку малку фестивали кои што имаше и секако скоро секоја трета свирка буквално која што се случуваше во Македонија, екзекутор беа на лајнапот, така што можам да кажам дека за еден бенд кој што постоелете 2-3 години можеби активно, имате доста свирки за себе, заради тоа што колку толку имавте можност звукот и да еволуира пред луѓе. Заради тоа што ниту една свирка на екзекутор мене не ми звучела идентична како претходната и буквално сум можел да го забележам, еволуцијата на звукот директно како се случува на самата бина. Заради тоа што сум очекувал и покрај композициите кои што
и сте ги обработувале од други бендови на лице место, сум слушал и како постепено се менува интересот на самиот бенд. Така што кога дојде стадиумот на апотеозис, со зреалната верзија, нели, како што веќе може да ја симплифицираме работата на тој начин, ми беше јасно дека ова е исчекорот кој е потребен на екзекутор, за да се оформи таа целина која што му е потребна на бендот. Значи, стабилните нозе може би од една страна, Така, за да значи, може да чекори. Тие стабилни нозе, значи подолг период се создава. Така, еволуцијата, не. Знаеш, да имавме многу такви свирки, како што каже. Бевме, искрено, многу сум среќен што така си бевме присутни на различните спектакли, фестивали, и манифестации, свирчиња и андерграунд ствари што се случува. Ама никогаш не бевме доволно самоуверени за да свириме, сега свириме професионално и свириме за публика. Так. Него секогаш не беше како искуство, ај ќе направиме свиркава. Да. Тоа да се чуеме и ние како звучиме. Так. Тие за публика што имаат, свативме дека има некои луѓе што се земјава, што мене ми е многу мило, што многу се во исчекување да видат развој некако. Искрено можам да го поврзам ови со политички слушувања и со животни случувања и навака натака, затоа што многу луѓе очекуваат некаков развој во целото тоа. Ние со секоја свирка, како што кажува, мене многу ми е мило што вака не испрезентира пред сите без ние да мораме да се испофалиме што не спофали ти. Ни беше своевиден исчекор кон тоа што сакаме и како сакаме. Апотеозис беше неопходно. Так. Менувањето на името, стварање на новиот концепт и новиот состав. И од тогаш си имаме се еднаква више постабилна линија. Значи до тогаш и бевме малку хаотични. И сите учевме да се справуваме со музика, учевме да свириме, учевме да пееме, учевме да се справуваме едни со други. Обавезно. Значи екзекутор беше школа фактички, која што требаше да испитите кои треба да ги положи членовите кои треба да положи во бендот за да дојде до стадиумот на изразување, како што веќе го нарекуваме, уметничко изразување, стилскиот потпис кој што доаѓа нормално со созревањето на самите членови. И влијанието како што ги напоменуваш дека ако веќе едно градиво бараме, по кое што би требало да биде препознаен звукот на апотеозис, мелодичниот дед метал е дефиницијата на тој звук. Меѓутоа, и кога ќе се земе, ајде ќе го земам најпростиот приказ на самиот дизајн кој што го има дискот, сето тоа алудира на многу отворен пристап и отворена призма на бендот што нуди и во прогресивните метал правци, значи треба човек да биде слеп за да не ги забележи сите тие влијанија, нели, и на Dark Tranquillity и на сите други бендови кои што се кохезија на многу мултижанровски пред се бендови. Значи, и звукот на апотеозис е отворен на тоа. Значи, не е само мелодичната дед-метал сцена која преовладува, нели, од Шведска, заради тоа што Готенбург, нели, е најдоминантното влијание, така. За кој што, кога ќе говориме за албумот, и ќе допреме до одредени теми кои што се строго препознатливи за таа сцена, меѓутоа, отвореноста за другите правци е тоа што сакам да го извлечем и да го потенцираме тука. Не е само мелодик дед-метал ова. Што друго има, ако може некако да сумираме за да може да извлечеме вака на површина една така, значи една дисекција. Значи допира голем дел и до пауер металот. Така. Посебно вокалите, односно скоро секој рефрен е уствари клин вокали. Така. Значи да се добие една кохезија, една симбиоза меѓу она агресивното и грауловите, така, она изфрлување на емоциите, да, и посуптилните чувства и емоции кои сакаме да ги пренесеме. Мислам дека прилично добро се уклопија клин вокалите, значи тоа е насилна одлика која што ја има апотеозис, пред се заради тоа што тоа недостасува пред се во македонската метал сцена конкретно, заради тоа што не е толку, знаеш, не е толку сувапарна. Так. Нас
Сосема Кажам, нова има димензија. доста бендови што се сувопарни, значи тераат еден стил и неќат ништо да Да, експериментираат. генерички Стварно, на крајот на денот звучи као пастиширање на веќе видена и добро испробана формула каде што е измислена во Германија или Британија или Ама кај се да. испофаливме. Да, тоа сакав да кажам, многу се испофалевме, али по стилу можеме да се фалиме пошто пак оваа музика нашто не допери, нашто не се Точно. свиѓа. Тоа дека има сувапарни бендови, па не се согласувам до тој степен. Секој бенд си има свој вајб во земјата. Така. Тоа многу ми се свиѓа. Така. А од друга страна мене затоа што си имам вакви музички преференции, ми е многу мило што во последно време почна да се ствараат вакви бендови како и Сердарот. Така. Ми Сердарот мене ми се фейк бенд. Освен што- Да. Да. Да, тоа е споредно во дискусија. Добри вокали, да. добри вокали. Да, Добри дефинитивно, вокали. одличен е вокалот. е. Меѓутоа, клин вокалите се нешто што ретко кој би го практикувал, би го направил во оваа комбинација, меѓутоа е полн погодок. Пред сега имаш многу добро направено на овој албум заради тоа што го дава тој дополнителен слој, што ја прави таа дистинкција од било што друго. И одлично се справува баш на тие двете димензии кои што ги напоменувам на мелодичноста, односно на и на суровоста од една страна, емотивниот агенс и од друга страна нели чистото испокување што го нарекуваме она суровиот скриво. гнев, примитивното да што излегува од еден бенд. Кога спомна више примитивното, многу ми е мило, пошто си се засноваме на многу како и психологија, пошто двете сме си психолози. Така. И архетипови, затоа има песна што се Така, вика така. архетип. И баш тоа е интересното што имаш една совршена плејада од секакви емоции човекот да преживува. Така. И се многу убаво кога ќе најдеш некаков начин баш тие тебе што ти значи. Не може целиот спектар да се Да, значи невозможно е барем во еден албум. Мај 10 албуми, Така, колку да така. е прогресивна музика, да не можеш да речам сега се сакам да опфатам. Дури да успееш да опфатиш поголем дел од таа плејада, нема да звучи као некаков правец, нема да го слушаат толку многу луѓе. Нема да ги допре на некој начин. Е сега кога сме кај тие архетипи тоа примално, да, многу ми се допаѓа што така си го кажа дека си гледаш некаков дуализам во целото тоа. Едната страна да е агресивната страна и да е таа што е како погневна, Така. што обавезно е во дет металот. Да, Од другата присутно. страна мелодичноста е пак како некој убав трансфер, како синтеза помеѓу оваа теза и антитеза што е мелодик и помеѓу дет металот и помеѓу тоа нежното, клиновите и се останато. Се клиновите не се нежни, Не се баш нежни. Да. Ама многу... Посебно со тоа што се кажува преку нив. Да, Да, кога ќе се направи паралелата меѓу тоа кои зборови се употребуваат за да се пренесе, односно депресивната и меланхолијата која што е доста моќен елемент на овој бенд. Не дека многу наивни ти се искрено вака нежните вокали, така што нежни условно сватете го во наводници. фала ти многу. Заради тоа што се прави тој баланс помеѓу тие две и јас го гледам тоа како употребување на ако емоциите ги сметаме како различни бои, ова е употреба на сликарска техника која што одредени бои само се потребни за да се оформи платното кое што е шедовен саунд. Значи и вие сосема добро нурнувате во сите тие мрачни предели на човечката душа за да ги извадите на површина сите тие трулости кои што може би го потиснуваат човекот да се реализира себе си. Барем јас како што го На доживувам. некој албумот. начин излегување на површина, прочистување, освестување, значи Така. вадење на несвесните концепти, несвесните содржини во психата на човекот и вадење на површина. Така. И нормално споделување. Значи мислам според мене дека прилично задоволен сум со тоа како ги преточивме сите тие емоции во самиот звук. Нотата да соодветствува на Да. секоја болка што ја има Така, за да се пренесе, пример или секој грам надеж кој што треба да го произнесе. Звучи звукот. као да сме биле премногу систематични, како што го кажуваме вака, правењето на албумот, као се оваа мелодија, се оваа нота. Да, ма нема формула во уметност, нема. Природно. Така. Да, апла природно се ми дојде. И затоа како апла се погодивме со тој спектар на емоции што викаш само одредени бои ги користиме од така. тој спектар за да се добие некоја па искрено ахроматска боја. Значи така. нема некаква боја, иако може да користиме црвена рецимо гнев. Да. Не така пак се добива некоја целина.
затоа што песните од кои ќе ги направиме како вокали тапла се лепат и текстови тапла се лепат за песните. Така. Тоа е многу магична една компонента у секоја музика и затоа многу сакам музика. Така, затоа така. правиме музика. Тоа е и уникатноста која што доаѓа од секој звук. Да. Баш поради таа поврзаност која што има. Со Апотеозис имате направено голем број на свирки без разлика на тоа што 2013 сте од ден денес, сепак за 2 години тоа многу ме радува што сте активни како бенд и сте присутни и со секој ден го докажувате тоа на сцена, тоа што денес можеме нели 2 години од постоењето на името во универзумот, го имате ова парче за себе како доказ на сето тоа што го имате оставено за себе на бините. Има некои концертен настан кои што најмногу најдраг ви е, најмногу го приврзувате со она кога максимумот го имате дадено од себе на бина и сте го добиле фидбек од кој што сметате дека бил потребен, заради тоа што имате настапувано на пример со и со екзекутор, нели, пред голем број на Еше не питам, мислам дека свирете пред нив на Прајан, нели. Мислам нека да, на Така. таа свирка мислам нека бевме да. Така, значи Да, имате тоа. свирено и со други бендови од странство кои што доаѓале во Македонија. Чисто ме интересира ваш личен став за тоа кој концерт ве оставил без див тебе конкретно заради тоа што тоа е професијата. Извини вака. Без див ме остави последната свирка во Маракана што беше. О, така. Што беше многу топло. О, да. Многу топло, имавме проблеми со микрофонот, со кабелот, па држ го вака, држ го така. О, да. Не само вашиот бенд, туку и сите други Само бендови да, кои да, што и Кортекс, настапува. Серверот и Амброс. И Амброс и Дамјан го имаше истиот проблем и сите го имаа проблем со И моравме да микрофонот, бидеме да. као статични, тоа е многу голема пречка у стилот, као не можеш да се изградиш, не можеш да изградаш шанса. Така, така. Исто пошто сме мелодик дет метал, ќе се пожалиме од најлоша свирка што сме имале, тоа Так. беше на Пиволенд. Океј. Тоа беше ужасно, јас не сакав ни да свирам. А што се случи? О, што не се Што не се случи? случи? Сакаш Заради ти или ја? Кој ќе се жали? Ти се жалиш поиша, ама ти се многу лем. Ти си као лем. Леле, колку се изнервирав тоа, леле. Напојувањето им беше заебано. Добро. Монитори, шо се тоа монитори? Да, така Немаше како треба да го монитори. објасниш на организаторот кој е што е тоа таа направа. Имата беше една дрвена даска. Добро, подигната од земјата Да. 5 мм. Да. И, значи, мислевме прво дека е до појачалото, па овие идеа до гаража да земат наше појачало, па пак зезаше. И така за нигде беше. Ужасно Иако беше. имаше да ти кажам, имаше окей фидбек од публиката што ме зачуди. Тоа мислам дека единственото нешто што не ме натера да контемплирам самоубиство од таа свирка. А има самоубиствени нагони прилично, не се шалам. Се шали. Меѓутоа фала ти што не го практикуваш тоа да стане составен дел од имиџот на бендот, како што тоа многу бендови знаат да го искористат, Да, нели? пошто сум и ја психолог го третирам као Да, си имате двајца во бендот и Си затоа имаме, си се да. лечите еден со дај. друг, да. Диплома, тоа е диплома. Значи, сепак. Исто што ми беше многу интересно е што очекувавме од Пиволенд, пошто имало и порано свирки на Пиволенд. Да, да, да. Да. И тоа на главната главна бина. бина и као поминале многу супер и кога не викна да свириме на Пиволенд, ние бевме леле супер. Значи, луѓе предпоставуваш со кои што ќе знаат да се справат на техничко ниво, валја. Викаме као стилот се продолжува традиција. Така. Од екзотист, Formless Terror, Да, да, Smart, Hardface, не знам, не... Да. Сеќавам сега кои се други имаат свирана. Кога викаме супер како може да се продолжи традиција, знаеш, конечно некаква верификација за Така, тоа што така. сме. Чак и си кренавме и надежа дека ќе биде нешто така. И пред поширок рейндж, односно пред поширока публика, Да. која што сепак не е строго детерминирана да иде во клубовите. Срамота беше што имаше многу луѓе. Сега имаше многу луѓе и ти очекуваш да биде се подготвено, а они дојдоа ужасно, како некако у моја глава и ја кога перцепирам од затварање на Кастро иде све надоле и надоле со места кај што може да се свири. Добро. Асално. Макар се бараат многу пари, иначе добри концерти се прават таму, посебно горе. Аре, доста се жалиме. Најбоља свирка? Да, тоа, Најбоља свирка е прилично релативно. Да ти кажам, имаше една многу добра свирка, уште бевме под старото име. така. Беше у Кастро. Добро. Имаше многу публика. Со кога? Беше супер, не Со сеќам. кој бендов? Демофест, мислиш? Демо? Демофестот беше Да. тоа.
И имаме, мислам дека снимка, да, имаме снимката на YouTube. Борн Андерсон од И- Devastation од Катаклизам. Да, лудница беше така, фриштањето. Гарурумон. Гарурумон. Тоа беше многу јака, исто добра свирка беше у Летно Кастро, Амансо Кастрово, сме се запнали со Кастрово. Носталгија, Да, најверојатно. изгледа. Може нареден албум ќе имаме песна Кастро. Може погрешно да биде сватено, Да, да. знаеш, така дека Слушала, политичка слушала. конотација и нешто. Слушала. Да. Ali беше супер затоа што ние отсвиревме најдобро. Као сами од себе си бевме задоволни, имаше Да, 30, да, 60 да, души, одлично беше. ама сме си отсвирале као Апла многу добра свирка за ние да се осеќаме убаво. Така, позитивен фидбек од себе си Да. имаш добиено, пред сега нормално дека сето тоа било наградено публиката, да без разлика на колкав е бројот, заради тоа што сепак добриот звук може да го препознае слушателот. Тоа никој не може да го негира заради тоа што нели. При секоја изведба тоа е забележливо. Меѓутоа, континуитет имате во свирките, сакам да кажам со Апотеозис, што е еден многу добар аспект за еден бенд, заради тоа што не останувате врзани као ќе правиме една свирка во годината и ќе се нарекуваме бенд со таа свирка што ја имаме и на хартија ќе важиме и на Метар Архивс дека сме актив. И завршува муабетот тука. И придонесот не е многу голем за разлика од тоа. Значи, сериозноста се исплати за да дојде во овој концептуален напор за да се создаде воопшто едно кохезивно дело како што е албум. Треба Претпоставувам. работа, нема за банција, треба да се каже дека таа цела кохезивност е затоа што ние не функционираме за пари или за Така. ние функционираме За за пренесување на заедница. порака. Да, и сега Така. таа заедница функционира како публика и бенд едно. И тоа треба да се претопува и затоа треба постојано да се свири, постојано да се има некој фидбек од публика. да се одржи таа енергија на некој начин. Да. Моментумот да се одржи. Ако ја сме континуитет, па сега не се отвори шанса да свириме во Софија на 5 септември. Одлично. Амброс Закажано први беше. што отворија таа некако Така. кампања за нас, она си има свирка сега пред Да, 15 лето Скоро пред некој беше, месец да. беше, да. И уште една свирка мислам дека ќе има, нели, за Soul Festival. тоа е октомври есен. мислам Да, дека е. тоа Да, на така, есен. во есен гостуваат Амброс повторно. Така, на тој фестивал. Што ќе се одржува. И па ние се договоривме свирка на 5 септември во Адамс бар. Исто Одлично. како и они што се свираа и супер можност има за свирење вака за надвор. А планираме, само што немаме ништо закажано, кон крај на август месец да си направиме свирка овде. Концертна концертна промоција, Концертна значи промоција. на албумот, одлично. Амброс беа задоволни од примањето на публиката во Бугарија. Немам никаков сомнеж дека и вие ќе поминете доста добро заради тоа што исто како и Амброс и вие имате еден уникатен печат и звук кој користите универзална порака која што допира без разлика на кој народ ја слуша. Ако ништо друго, добро, нели, англискиот јазик ги овозможува комуникацијата на полично ниво, меѓутоа, кога ќе се каже мелодичен дед метал, сите земји надвор од Македонија, вклучувајќи Македонија, ќе ве разберат што сакате да кажете. Така, да. И кога ќе кажете кохезија со прогресивен и со power metal, сите ги знаат. Бендовите ќе ви ги набројат ако ништо друго што раснеле на тие правци. Пример сите бендови кои што и ние сме растеле со нив. Така што мислам дека универзалноста на звукот ќе допре до луѓето, така што ви посакувам успех на таа свирка и да Фала ти. со надеж дека ќе отворите турнеја балканска со која што ова само ќе биде првиот чекор во широкото патешествие кое што очекуваме само позитивни вести да излегуваат од страната на Апотеозис. Може да направиме тука една кратка пауза, ќе слушаме неколку композиции надвор од албумов, односно ќе слушаме од бендови кои имаат влијаено за оформувањето на звукот на Апотеозис. Ве замолив да донесете музика која што сметате вие дека е круцијална и релевантна за оформувањето, заради тоа што сепак, нели, никој екс нихило и од нула не почнува звук да гради, нели, секој има своји навики, тенденции и вкусови. Така што направивме еден интересен избор со тоа што ќе слушнеме три бендови продолжение. Едниот од нив е често споменуваниот во оваа емисија Dark Tranquillity. Ќе слушнеме Исифер, ако не го сгрешив изго и Cypher. Потоа и слушаме Nevermore, Heart Collector и Paramise ги слушаме со Beautiful Death. Така што уживајте.
Вие слушате Радио Канал 103, хора емисијата Данас е Макабре, 235-то издание. Со мене во студиото се Петар Вуковиќ и Благоја Петровски, членови на бендот Апотеозис, односно гитарата и вокалот на бендот, каде што, да, може да кажеме дека на последните свирки ваши ме изненади тоа што Пепе имаше поголем удел во вокалните изведби на моменти. Меѓутоа, тоа беше интересен додаток на самиот бенд. Во овој блок ќе позборуваме за вашиот албум Shadow and Sound. Кажете ми колку време, основни податоци, значи колку време беше потребно да го снимате, каде го снимавте? Па вака, тоа да кажеме релативно прилично. Како и поголемиот дел од работите у бендов. Ама небитно, значи траките ги правиме последните 5 години негде. Ама почнавме да снимаме минатото лето негде у август. Почнавме, значи, гитарите ги снимаме прилично брзо, ги снимевме, после почнавме наоѓаме грешки, па пак да преснимуваме, па сите тие глупости, па да убацуваме нови делови, па терци, па не знам шо. И вокалите ги снимавме во гаража, ја земав звучната карта и сум на лаптоп. Ме фрапираше тоа што сите вокали, буквално на бажа, ги снимивме истата вечер. И граулови, скримови, клинови, све. Све, значи, целата таа енергија беше исканализирана во една вечер. Затоа викам релативно е колку време сме го снимале албумот. Така, после имаше доста средување, сечење глупости, така. После, значи, у постпродукција го пративме кај Иван Јамандиловски. Така, поздрав до Иван Јамандиловски, звани Башо, Башким. Тако свади. Кој што знае да го извади тоа што е потребно од секој бенд за да звучи. Он е про, не само што си го знае занаетот, туку и долго време го правите уште пред да дипломира на факултетот на ЕСРА. И знае како баш знае метал како да продуцира, знае како треба да звучи металот. Така. И не само тоа, ние бевме кај него, значи средувавме некои работи и му кажуваме некои банални финеси, некои банални финеси, да, и некои банални ствари кои многу лесно не свати, но онака што бараме од него, тоа ми се свиѓаше. Прав професионалист, лаички му кажуваме. Да, лаички му кажуваме глупости, он не сваќа. Аха, да, окей, штрак. 10 секунди подоцна го имаш звукот кој што си сакал да го слушнеш. Очигледно тоа што си го бараш. Меѓутоа, голем придонес има тој направено во продукцијата на самиот албум и воопшто нели во миксањето воопшто на самиот албум, заради тоа што тоа е таа граница која е потребна за да дојде, за да се исполира се толку добро за да може да се слушнат, односно погледнат сите важни акценти кои што ги имате ставено во самиот албум. Нели, грото субстанцијата ќе излезе на површина, секако тоа не е занемарлив риф, не можеш да го утнеш кога се повторува 10.000 пати во композиција. Меѓутоа, сите тие финеси како што напомена акцентите кои што ги имаш ставено, верувам дека ги има извадено дополнително на површина. Ајде да позборуваме за структурата воопшто на овој албум. Значи имаме покрај интрото, имаме уште 8 композиции кои се наоѓаат на него. Значи една доста солидна лонг плейка што би нарекли на старошколски пристап. Кажувајте сега генерализирачко прашање за мотивација за лирика. Од каде се влече и што се влече? Ајде. Ова е тоа. Мотивите ни се у принцип психолошки, значи сите тие содржини, нели, кои што реков претходно, што ги има во нашата свест и подсвест, што искачат на површина, значи работи кои верувам дека поголемиот дел од луѓето се соочуваат. Така. Знаеш, кога кажуваме психолошки може да звучи многу многу клинички, зарем. Да, и егоцентрично малце. Не се толку психолошки тие, не се толку психолошки структурата на текстовите, туку се многу во однос на таа некоја бунтовност, меланхолија, обавезно, тамо не е мелодик дето. Така. И плюс таа некоја таква као зацкриена агресија, што ствари доаѓа до израз во тој дуализам, каде што има моменти на клин пеење, каде што агресијата е тука. Не се клин вокалите и не е самиот текст
тоа што се изразува Нисклен во карете, како што кажа нешто што е меко и нешто Не, што воопшто треба не е наивно. и не треба да ја разнежне песната, туку Не, не. напротив, баш се добива еден таков интересен дуализам, каде што имаме многу убав акцент на гролот како агресија и ова како на една сублимирана агресија. Сенката кај Јунг. Да, сега на нас вака ни звучат како таму ни проаѓаат затоа што така Така. можеме да ги isperцепираме и анализираме стварите ние што сме ги направиле. Ми се свиѓа тоа што се они отворени за анализа и за интерпретација. Да, секој уметничко дело за Рецимо свој. Shadow Gallery, Мгм. а текстот го напиша Пепа, Така? ама Shadow Gallery многу убаво се соодветствуваше на идејата на Сено за песната што беше фактички V for Vendetta. Мгм, Shadow одлично. Gallery е неговата просторија каде што ги има носено жртвите. И многу убаво се погоди со некој бунтовнички дух Така. што владееше тогаш па и кај нас. А и Така, песната, иако е малце постара како Апла, многу убаво се вклопува во секојдневен живот. И одлучите со неја да го отворите албумот. Да, затоа што и многу убав беше спојот на Хирајот што ни е интрото, такво едно по-нежно, а ипак не нежно, како што се вика тука, но таква по-споро, по-како темпирана бомба, затоа го има и тоа Мгм, отшукувањето. Да, отшукувањето го има пред да Отшукувањето се активира. и пука песната, и пука Shadow Gallery. И после тоа е еден како бродолом, надоле нагоре со песните. Да, има флуктуација, дефинитивно и во самата Shadow Gallery има лабилност можеби на еден наратив, ајде така да го наречеме, за еден човек со што се треба да се судри, со реалноста која што не му дозволува да биде тоа што намерава да е, и од друга страна повлекување во сенките, каде што треба да си ја побара идентификацијата со себе си, можеби. Не знам, таа барем интерпретација ја добивам јас во ова. Па прилично солидна интерпретација со тоа што тоа е отварање на потрагата. Так. И може да се гледа како една авантура, затоа што он тогаш човекот, да речеме дека постои некоја сенка фигура што се Така. пробликува низ целиот албум, низ секоја песна. Така. И во првата песна таа сенка фигура фактички осознава Мгм. што не е во ред. Така. И после тоа продолжува низ со новите како што е Contemplation of a Lost Dream, Така. каде што проаѓа низ една фаза на голема меланхолија со Betrayed и Dark Corners. Така. Warsong е една песна што е поише како воинствен аспект, што е поише од Amon Amarth, малку Да, баш. може да- Јуначка, кршење на Јуначка, монотонија. да, не се совпаѓа толку со таа сенка, туку се совпаѓа со еден како колективен дух. Така, желбата, воинственоста тука е земена баш во агресивниот аспект, односно во обединување за заедничка цел која што сите го имаат најверојатно тој агент во себе и кога ќе притисне сите во исто време на тоа копче, се активира најверојатно. Од друга страна дава приказ дека агресијата не мора да биде само индивидуална, империалистичка, како само да ме засегнува себе, туку може да се канализира и на одреден отворен простор. Затоа и таа интересна историска компонента. Така. Во целото тоа, затоа што тој колективен дух може да ја собере таа агресија и канализира преку војна. Затоа е Warsong. А од друга страна, па Warsong е песна што имавме направено уште во стариот состав со Executor. Ама ова е како една многу нова преработка на песната. Така. И интересното е што тој колективен дух на агресивност останува. И се добива една интересна метафора. Ако влезеш длабинска Така, анализа така. на текстовите, според тоа ние како го гледаме албумот. И секој ескадрон воопшто е оформен нели од индивидуи, заради тоа што секој број вреди и фактички тоа ја прави таа индивидуализација, како што веќе почна со V for Vendetta идеологијата, ако веќе тоа може да знаме како паралела на Shadow Gallery. И индивидуализацијата може да се постигне без разлика на воени редови, дека станува збор, заради тоа што секој е важен за освојувањето на таа битка. Имате многу добро, барем кај Warsong, убава поетска слика се дава, односно, нели, повикување на самото небо, значи исцртувате буквално едно воено поле, еден пейсаж, каде што се случува таа битка. Повеќе на како јас ја гледам ова сега пак мое гледиште, човекот, индивидуата против спрегите на денешницата. И нурнувајќи се во себе си и барајќи ги истомислениците кои што ќе оформи таа армија за да го зададе ударот. Барем во контекст на Warsong. Би се согласил до некаде, но до некаде и не. Затоа што, како што се преточува во Black and Sun, поврзани се Warsong и Black and Sun. Така? Затоа што Black and Sun е осознавањето дека таа деструкција, што е колективна деструкција на духот, доведува до такво на затемнување на сонце. Кај што е трчање низ полиња на лудост, на немоќност, дезориентација, шизофрено дури на стадиуми. Како од таква една авантура и таков еден чак и како некаков националистички, колективен собир на енергија и на поттик кон нешто. Black and Sun е на враќање кон себе.
И гледање на тоа дека е таква неканализирана деструкција на правилен начин, некоја сублимирана деструкција што би требало да биде, може да води до такво затемнување на сонце. Што малце најава за нареден албум, го почнуваме наредниот албум со продолжеток на Black and Sun. Така, значи, постапокалиптичен албум, заради тоа што... Nevermore. Така, Nevermore. Black and Sun баш е така една катаклизма која што се начнува, можеби на еден начин, заради тоа што се појавува, нели, таа конструкција која што имате за црнетото сонце. И од еден начин е баш од индивидуата доаѓаме до колективното слепило, а архетипот е на средина на самата ваша приказна и спознавањето, нели, на одредени мотиви кои што се доста препознатливи за човекот воопшто. Нели, предавството го имаме тука во една друга ваша композиција. Во средиштето на вашиот албум имаме нешто што е препознатливо воопшто за самото човештво, заради тоа што, како што веќе го споменавте, архетипот е нешто кое што се повторува и колективното несвесно доаѓа, нели, тука на површина. Пред се заради тоа што тоа ги обединува сите индивидуи, без разлика кои тие, нели, се свесни за сето тоа. Ајде да се фокусираме малку на овој, на средишниот дел на самиот албум за Betrayal, конкретно, и за Archetype. Archetype беше текст што го напишав и јас и многу специфично ги избрав двата архетипи на Jester Така, и на Trickster. добро. Тие архетипи беа избрани со тоа што баш тие архетипи се оние што најмногу повлекуваат активација на индивидуата во однос на пркос. Така. Тие се Метал тригерите. свириме, Тие мора да има пркос, мора да има бунтовност. И сега тие се некои тригери што ми беа многу интересни и што ми се совпаднаа со таа некоја потреба архетипска за пркос поради некои ствари што ги имаме во нас што се такви што не инхибираат. Така, потиснатоста. Да. И на пример, голем сегмент од пишување на овие текстови не беше и таа некоја доцелност што барем јас и Пепе углавно ја забележувавме кај народов на некој начин. Добро, заради тоа е филтерот кој што ги попримате нештата и Да. ги канализирате на ваш Сега начин. ние сме си во контакт со нашата околина, со нашите Така, верувања, ставови, перцепции за тоа што се случува околу нас. И Апла некако, јас и он барам ја не нервираше, не требаше на бунтовност таа доцелна што ја имаше народов. И за известно време. И затоа ги вметнав тие Jester како некој што како на бебенце кој му игра со некоја тропалче Така, и бебето го гледа него Така, постојано. така. А Trickster е тој што стои па некако позади него, барем така мојата перцепција, што постојано некако го замајува на друга страна Така, и така. го губи. Ја прави таа distraction што викаат, односно ја прави таа тој магиски трик да се дефокусира Да. вниманието на друга страна. Меѓутоа, навлегувањето во тој, односно контемплирањето на тој изгубен сон, како се врзува сонот со оваа потрага, односно на индивидуата, спознавањето на себе си и на ова на заборавот воопшто допирањето на... Значи, оваа втора песна после, значи, Shadow Gallery, односно свесното сознавање на позицијата на личноста во светот, идеме сега на несвесното, значи на соновите. Так. Откако ни се открило свесното, сега онака нурнуваме во несвесното и во сите тие концепти и содржини што го носи несвесното. И Така, значи замавнувате на Да. Фройд квалитетно тука. Така, и онака символично символично согледување и после свесно обработување на тие содржини. И што тие значат и на некој начин во самата прича на албумот е како осознавање и станување свесен за некоја виша судбина, за некоја Предодреденост мисија, некаква? некоја предодреденост, на некоја мисија што треба да се продолжи понатака у причата на албумот. Многу е лесно кога ќе се збори вака за Фройд, за Јунг и да се добие впечаток дека многу го представуваме албумот низ светло на психологија, психотерапија и останати Што работи. нема врска. Не, Ова се само филтри преку кои можеме да го... Ова е една интелектуализација, Так. чиста интелектуализација на тоа што го имаме направено. И сега Така, таа така. таа интелектуализација трга од наша предрасуда. Наша предрасуда е да пробаме да го објасниме овој феномен низ овие очи.
Не мора да биде гледан из овие. Не, тоа е еден од методите кои што го променуваме моментално. Нели, Да, психоаналитичкиот можеме метод го земаме нормално. будизам да го гледаме исто. Може и социолошкиот феномен, нели, затоа ја имаме Dark Corners of My Reality, можеме да допреме, нели, и до социолошките аспекти кон кои што таа композиција конкретно е наменета и поради кои што се спротивставува воопшто, односно се канализира тој гнев. А од друга страна е реално претпоставувам дека една од композицијата која што најмногу се идентификуваат луѓе со бендот. Многу е тешко тоа да се направи и да се дефинира барем во овој стадиум на кој што имате нели еден албум за себе. Меѓутоа мислам дека таа композиција е таа по која што се препознатливи моментално онака синоним се врзу. Нели секој бенд има една песна по која што ќе остане хитчето по која што ќе биде запаметен. Некој има лоша песна по која што се запаметени нормално и некои бендови имаат квалитетна песна која што знае, значи, например, едни Ace of Space на Motorhead си биле среќа што е добра песна по која што се запаметени. За разлика од нив имаат други бендови кои што заглавиле со лоша. Ако би бирале дека Dark Corner of My Reality е синонимот за вас, би биле задоволни со тоа? Па тешко е да се каже. Така? Јас сум изненаден што многу така се поистоветуваат луѓе со Dark Corner, со друга страна ми е па многу мила. Така? Пошто таа некако песна има најголема мешавина од све. И ја бев изненаден со тоа што луѓето убаво исперцепираат таа мешавина и убаво ја прифатија таа мешавина. Ја мислев дека повеќе ќе бидат насочени кон нешто што е многу попросто по во еден правец. Така, по генеричко влијае Gallery, Contemplation. да. А освен Dark Corners имаме впечаток и дека за Archetypes има врзано. Така. Како и на изгора на тоа, нели, самиот наслов на албумот е инкорпориран во оваа композиција, нели? На текстот. И за Dark Corners ми е многу интересно што лично ја прифаќаат луѓето. Мислам дека затоа не поврзуваат као нашиот бенд со баш таа песна. Колку и да сум изненадан, толку уште поише ми е мило. Така. Затоа што и мене ми е многу драга таа песна. А другите песни Ти го имам се пишеш гнешни, текстот. што драги. Абе сега тоа. Тоа е друга работа. Така. Dark Corners прилично се, значи, од несвесното се иде пак во свесното и се фактички протагонистот се соочува со одредена загуба и целиот спектар на емоции што го вклучува таа загуба. Што значи потрагата во реалност ја продолжува надвор од сонот. Но интересно патешествие кое што подоцна, нели, продолжува и со дознавањето на архетипите и предавството, нели, битрејал. Имаме као еден од мотивите кои што исто така го употребувате, активацијата на та милитантната композиција која што следува и The Strong Divide. Strong Divide. Тоа е едно доста суптилно извлечена композиција која се наоѓа меѓу војната и затемнувањето. Така, значи ова е на некој начин нешто пред кулминацијата. Значи Calm ова е before the storm. Да, ова е баш она социолошкиот аспект што се обработува тука, колективната свесност или колективната несвесност, тоест на народот, и колку лесно тој уствари се манипулира во овие времења. Колку лесно се создава две страни, знаеш, раздели по владај. Така, спротивставени, а тоа се идентични луѓе со иста крв, нели, и со исти мозочни ќели кои што споредува, значи поделбата тука се гледа помеѓу поделбата, раздорот. Така. И завршуваме со Black and Sun, композицијата која што го затвора овој албум и го започнува како што веќе начнавте новото патешествие кое што Значи веќе почнавме со материјалот за новиот албум. Така? И значи продолжуваме со оваа песната после Black and Sun. Ќе биде да, добра е композицијата. Значи после тој хаос и после настапува затишување и после почнува нов циклус, почна ново раѓање и раѓање на нова надеж за едно подобро време. Што ќе се случи со постапокалиптичната приказна која што ја започнавме и ја завршивте со Shadow and Sound и ќе ја започнете по Black and Sun, ќе оставиме за наредниот албум и се надеваме дека барем композициите кои што ќе ги приготвувате во меѓувреме ќе може да слушнеме на вашите настапи кога ќе бидат готови и кога ќе ја имаат таа кохезивна единица која ќе бидат целесообразни и кога ќе може нормално да се представат во една конкретна форма
пред публиката. До излегувањето на албумот се разбира. Очекуваме значи концертна промоција на овој албум, која што ја најавуваме до крајот на годинава? Не, август негде. Крајот на август. Крајот на август, да. значи одлично. Значи Пред идеме у Софија, basically. Так, супер, значи, може само да допреме во овој сегмент, покрај тоа што ви говориме, нели, во текот на оваа емисија за Shadow and Sound и Апотеозис, мора да допреме и до сајд проектите кои што ги имате вие двајца, или главните проекти, или останатите активности кои што ги спроведувате надвор од дејностите во гаражата или во гаражата. Така што може да споделиме само со јавноста на што друго работи Петар, на што друго работи Благоја, Од музички аспекти? Од музички аспекти, да. Од музички аспект работам на поише работи. Така, значи запознаени сме со SID. SID е прогресив рок бенд. Ја за двај чекам. Да. Сите едва чекаме да добидеме нешто со снимање. Значи прилично алтернативен звук. Так. Ќе биде. Инфлуенци, мислам, од поише бендови, мислам и тоа еволуира како и овој бенд, и тоа еволуира и самиот звук. Друго, си работам на свој проект, на свој метал проект. Така? Што ќе биде нешто melodic death со power metal, ама и со некои folk елементи и такви работи, со прогресив елементи, пошто брат ми е прогер ненормален. Друго, имам и фолк проект, значи амбиентал фолк метал, тоест не фолк метал, него баш фолк. Значи нешто амбиентално, нешто изворно, посебно сакам да звучи така по-балканско, на некој начин да го доловам овака, значи као звукот на, да кажеме, вардруна, ама по-балканско. Так. Значи со некои наши старословенски, да кажам, мантри, молитви, такви работи, разработување на божества и архетипи на божества, што значат тие и самите тие аспекти на реалноста. Имав можност само да го кажем овој момент да слушнам нешто од тоа што имаш работено и на вистина е уникатен и овој проект како што одлично го симплифицираше како може така да се каже за комбинацијата помеѓу балканизацијата на вардруна. Меѓутоа многу е потребно тоа заради тоа што прави многу голема диференцијација на звукот кој што имаме тука и многу ќе се поврзе за конкретно за битот кој што е потребен. Значи, уште еден аспект на тоа што значи да се биде и да се живее тука. Овој фолк проект кој што го имаш, како и што тебе ти кажав, така и ќе кажам. Тоа е за најширока можна популација да го слушне. Заради тоа што мислам дека и луѓето и самиот како што нам помена, не е метал бенд, значи е отворен за сите кои што не слушаат метал, значи сите кои што не треба ни да слушаат рок н рол за да го поимат. Значи сосема е надвор од гитарското музицирање, значи е баш нешто што луѓе што се навикнати можеби на синтезис, митан, на влијанието кој што ги мизар на нивните албуми, значи зборувам за фолклорните елементи. Сето тоа е најблиску до кое што може да се направи паралела со звукот. Сега, влијанието и истражувањата кои што ги имаш направено се сосема друг. Тоа е тој подписот кој што го влечеш во најбитно ми е да го доловам духот, да го канализирам преку музиката духот на народот, низ историјата, како тој се градел и се развивал. Што е многу важно за еден ваков фолк проект, ајде да го наречеме како и да. Се надеваме дека ќе добиеме било каков физички запис од сите овие бендови зад кои што стоиш и твориш и сите соло проекти кои што ги имаш, кои што ги крчкаш, додека си дода таа целовита форма за да може да бидат презентирани. Соло проектот на овој моќен вокал на Апотеозис. Па не е соло проект прво. Да, окей, проект од бендот. Беше соло проект на Мики, на Милан Тасевски, што си го направи сердарот албумот. Иначе ова што го зборевте до сега за отвореноста кон фолк музика и кон некои такви други влијанија ми е како една многу убава работа што сакав да ја спомнам и да ја споделам што се случува на овие простори што ја гледам. Како некоја нус последица од тој некој постмодернизам кај што се наоѓаме. И тоа навраќање кон суштината и есенцијата на еден народ. Така. И како многу лесно може човек да се поврзе со таа музика, како што каже, иако не се означува себе си како металец, како рок-н-ролер, како
као хип-хоп артист или било што. Туку може да е многу блиско и со секој друг. И поинтересното е што и со Сердарот, од кога престана да биде соло проект на Милан Тасевски и на Собра нас, исто е заснова на овие фолк примеси. Значи он е блиско до Melodic Death Metal. Така. И има Melodic Death Metal прилично, но се многу изначителни тие фолк примеси и експериментирање со инструменти. Во Арктурус првиот албум има кавал, има мандолина и останати работи што се прекрасно склопени. Мики соодветствуваат дефинитивно. Мики е нешто неверојатно и како може да ги склопи песните. Јас сум многу среќен што сега како што сме собрани како екипа, сите имаме што многу да придонесеме во новиот материјал и затоа се ствара новиот материјал. Има неколку верзии на Пиреј. И затоа на пример се навраќаме кон нешто што е неизбежно наше, ако може така да го категоризираме како творба која е оставена. Како многу е тешко со сите овие националистички тенденции што постојат денес во свет да створиш музика што ќе биде твоја на одреден простор, а да е отворена за сите. Па затоа може тоа никако да се створи низ вакви комбинации на реинтерпретација од субјекти кои што се со open mindset. Так. Со отворен ум и со се останато. Тоа е Сердарот. Затоа што ја користите таа универзална порака која што има во жанровската категоризација, меѓутоа го кажувате на свој јазик и начин. И само уште тоа да ве прашам заради тоа што сите композиции на англиски јазик напишани, експериментирање во поглед на создавање на музика на македонски јазик или не е соодветно тоа за лириката на Апотеозис конкретно и со кој бенд би соодветствувало тоа? Да беше Сено, ќе речеше зашто не на македонски? Брат, боле на англиски. Па не дека е боле на англиски, туку некако затоа што сме под влијание на бендови што музицираат и што ја интерпретираат музиката на англиски јазик и нас не доаѓа како по свое на англиски. Од друга страна, па и јас лично се осеќам дека сум поспособен да ги изразувам тие некои мали акценти и мале ситници на англискиот јазик, затоа што е како малку по отворен кон непредрасуди во однос на македонскиот јазик, затоа што сум се убедил јас да напишам песна на македонски јазик, што ќе биде во албумов и да ги канализира овие емоции, е малку непријатно што може да биде сватана само во една насока, така, кога е на македонски јазик. Тоа се тие лимитирања кон кои што сепак се врзуваат со нели еден јазик. А и мислиш дека би било понесоодветно за воопшто да се оформи таа целина на албумот и би стрчала и би правела онака непотребно влијание, би трпела за себе таа композиција на сметка на албумот, можеби? Мислам дека да, затоа што поентата е да се задржи таа целовитост. Иако малце капиталистичка тенденција да се користи англиски јазик постојано. Стварно англискиот јазик е нешто што барем во денешно време малце опфаќа многу поголем спектар на луѓе. И повеќето луѓе кои што почнат да зборам, не е битно, може да ја сватат музиката како што треба. На македонски јазик аплаки се лимитира на наши предели и има многу предрасуди кон тоа да се користи македонски јазик за метал музика. Не знам зошто е тоа створено, ама стварно постојат. Интересно прашање ми поставува што не знам да ти го одговорам во моментов. Ама соодветно, јас мислам вака на англиски да биде ова, а сигурно ќе има експериментирање и со Сердарот, па може и со Апотеозис да се направи барам една песна на македонски јазик. Да се види како ќе звучи и како ќе биде тоа прифатено. Така, заради тоа што сепак мелодијата ја има и со оглед тоа што имаш клин вокал, се ќе се слуша и гролот воопшто и тој се слуша се што ќе отпееш, така што ќе може публиката многу лесно да ги пее песните барем на концерти и барем на домашно тло ќе има многу побрза и константно поистоветување помеѓу самата публика и изведувачот. Нели нешто што го имаме забележано кај неколку македонски метал бендови кои ја воспоставуваат многу брзо таа нишка баш поради блискоста со јазикот. Меѓутоа како што самиот кажа, јазикот ги оддалечува надвор од државата и нормално надвор од Македонија си едноставно даваш превод на текстот за да може да се разбере воопшто тоа што се свири. Меѓутоа ете и едни Бернес пропаганда кои што творат нели на македонски успеа и да направат
американска турнеја, нудејќи го својот материјал за превод нормално и на англиски, така што нема тука баш лимитирање доколку се најде некоја соодветна формула да се употреби јазик. Секоја чест. Може тука да направиме една кратка музичка пауза. Ќе слушаме 3 композиции од албумот. Ќе слушаме Contemplation of a Lost Dream, ќе слушаме Archetype и Warsong. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, хор емисијата Данс е макабра, 235-то издание. Во студиото сум со Петар Вуковиќ и со Благоја Петровски, членови на бендот Апотеозис. И во текот на оваа емисија ви говоревме за оформувањето на бендот, како се калеше челикот за да дојде до оформувањето на звукот и подписот кој што го има Апотеозис. Ви говоревме и за тематската поврзаност и воопшто концептуалната замисла за Shadow and Sound и најавивме нели дека Апотеозис во конкретно нели на август ќе може да ги погледнеме со концертна промоција на овој албум. Да, и секако и тоа како ќе се случи, очигледно вие сте убедени дечки кои што си го туркате до крај тоа што го имате замислено, и физичкото издание на овој албум е еден доказ за напорниот труд кој што го имате вложено, кој што резултира со квалитетен музички продукт кој што ќе остане забележан и маркиран како символ на една култура, едно живење и едно постоење. Фала ти. Со оглед на тоа што сепак ова преовладува да биде филмска емисија, чисто онака од фановски аспект ме интересира. Кој е ставот на членовите на Апотеозис во поглед на жанровската кинематографија, конкретно за трилери, хорор филмови и воопшто каков е вашиот став во поглед на тие субжанрови, односно поджанрови кои што се надвор од кино офиси, благајните како и да е во Америка. Што според вас е квалитетен филм кој што тангира жанровски, односно што е според вас што треба да има? Поред мене квалитетен филм е нешто што може да го долови се она што е во човечката психа, значи исто како и музиката што зборавме до сега. И тоа да го представи на еден убав сликовит начин, нормално. Значи, психолошките трилери треба да има добро разработување на сите ликови пред се и на нивните травматолошки предпоставувам доживување. Да, страглот со кој се соочуваат ликовите. Во поглед на хорор жанр конкретно сакам да ве прашам, што според тебе, Благоја, представува еден добар страшен филм, така? Што ти е синоним за тоа? Прво, Пепе тоа што кажа дека психолошкиот дел од филмовите, последно време Апла се иде на психологизирање, и на трилери, и на хорор филмови, што некако ми се свиѓа, и да речеме сите успешни хорори и трилери што излегуваат во последно време се фактички многу засновани на психологија и психологизирање. А за хорор филмови моја лична преференца е сите хорор филмови што се засновани на джампскер моменти да се тргнат од пазарот. Не можам да поднесам джампскер моменти. Да, ќе се посарам, ќе видам такав момент, ама што после? Значи, тоа остава штур по тој момент. Ако ми нема нешто underlying за да ме доведе до тој джампскер момент, да ми покаже нека поента, као катарзичен момент треба да е джампскерот, така да се искористи у хорор филмови. За да мене ме навлече кон некоја приказна. А не филм заснован исклучиво на джампскерови затоа што тоа пали, тоа е лесно. Гимик е, едноставно се спроведува. Тоа е некој најниско ниво на страв. Значи, стравот, според мене, што треба се долови во хорор филмовите е еден страв што е по-суптилен и што подолго трае, што те тера да размислиш, стварно, што ако така или што ако онака. Значи, тоа повеќе се врзува со атмосферата и оформувањето на нешто, значи нешто Полански најверојатно што го имал во неговите филмови. Значи не jump scare, него некоја језа. Значи ако може хорор филм да долови језа, да предизвика језа кај гледачот, тоа е според мене вистински хорор филм. Исто што е многу ценам во и хорор индустрија, и трилери и се останато, е моментот што се посветува квалитетните зборови, што не се засновани на вака джампскер моменти. Освен што се посветува убав психолошки аспект на целата приказна и тоа што збори Пепа. Од друга страна,
се посветува големо влијание на артот и на самата слика и на самиот концепт како символ, каков може да биде на некој начин тригер за доживување на такви емоции, како страф, анксиозност и се останато. Стен Винстон School of Character Arts има бајаги квалитетни луѓе што работат таму, што у една слика може да ми доловат поголемо значење и поголем страф него што може 10 филма холивудски што се засновани на зомби, не знам, духови, кај оваа спие на дормарчето, сега на брзинка камерата ќе ја свртам натака, епа добро, ја убија. Ај, нема врска. Ај, нареден кај. Нареден лик што треба да го Затоа и убиеме. неќам Game of Thrones. Аха. И Game of Thrones ми е засновано на исти психолошки трик. Тоа, засакај некој, добро. засакај некој на тие 3 епизоди, ќе ти го убијам после на крај. Истиот момент као со jump scare ти е, и те боли срце, па ќе те боли срце, си го засакал. Да, Те залажало, те навлек. Потрошни ликови тие се направени со таа цел за да бидат лесно унишливи и само да те примами за да се приврзеш многу едноставно. Меѓутоа, има некои ликови кои што те држат нели од почеток до крај. Ханибал Лектор е еден од тие нели. Кога веќе допираме до нурнување во чудната психа која што имаме луѓето, претпоставам дека тоа е еден од тие ликови кои ќе ве врзува. Како си ме дирнал со Ханибал. А иначе исто и кога збориме за ова за арт у однос на символи и однос на стварање на култ гигер, што го зборавме сега на пауза, дори треба писнева. Тоа се такви неколку генијалци што може да створат култ од само еден символ. Така. А остај тоа што имаат и многу поише символи, што имаат плејада од искуство на тоа на кој начин може иновативно да се долови нешто, затоа што стравот е примерна емоција и прва емоција што вреда на кај човек. Така. Тоа е инхерентно кај него. Да, и сега треба да си многу вешт, многу кадарен, и да имаш многу јако сваќање за тоа што значи вистински страв за да измислиш нешто иновативно. Посебно во ден денес кога се смета дека е измислено и се смета дека се сведува на шаблон некој. Гигер го создава вонземјанин, Телиен го создава, значи што до ден денес е последниот креативен монструм создаден на филмско платно, после него Што Франкенштајн, зомби, Дракула. Ама сите тие се пред него создадени. Не, мислам, сега све е реинкарнација, Франкенштајн, зомбиња, Дракули. Така. Зомбиња и лилјаци и лилјачици, Лилјачици. зомби и вампири. Поздрав до Дженк. Мораш. Да, мораш. За Ханибал што го спомна. Да си ми жив и здрав, како си ме потсетил ќе го заборав. Ми се свиеше многу серијала. Што сега што излезе Ханибал Лектор. Овој тој финец и норвежанец, Данец е Мац Микелсен. Така? Мац Микелсен како со изборот него и каков избор имаат направено Алал Енвера. Тоа е нешто невозможно, значи самиот лик кој ќе го видиш вака и како му паѓаат сенките направени, значи самата конструкција на лицето и коските како му се наредени ти буди чувство на анксиозност некоја. Неговата смиреност и сталоженост не те доведува до таков джампскер момент, него те доведува до права психопатија. Што е магично нешто да се направи. За разлика од другите ликови у серијата што ми се мање више тука за да го туркаат действието некаде. Да, не толку добро инкорпорирани во се или едноставно служат само за да бидат добро приготвени за самата епизода, нели? И од друга страна што уште поише за Мац Микелсен кога јас сум ненормален фан на Ентони Хопкинс. Без разлика дали е тоа Ханибал, дали е било кој друг филм. Тоа се големи чевли кои што треба да се облечат на врвот. И сега он како го глумеше Ханибал со Silence of the Lambs. О господе, Silence of the Lambs кој им гледам може над 15 пати самиот филм. И е синоним за тоа како треба да изгледа Ханибал Лектор, нели? Да, и доаѓа Мадз и викаш ова е нешто ново, нешто иновативно, во нешто веќе познато. Ова е нешто ненормално да се направи. И затоа ми е перфектно. Третата сезона нели се појави денес најавата дека NBC ја откажува четвртата сезона која што беше по емитувањето на третата епизода. Според мене сметам дека потфрлија во третата сезона. Барем конкретно за последната епизода, мислам дека стана прегенерички и стана досадни, почна да се затвораат во собствените клишеа кои што ги оформија.
И мислам дека тоа го забележа и гледачите, тоа го забележа и онака покажа и бројките на крајот на денот и NBC одлучи нели да го пресече серијалот, меѓутоа нема да има нели четврта сезона, меѓутоа сепак ќе продолжи третата до крај. И доследни се до самиот филмски серијал, нели? Сепак действието и движењето на европскиот континент сепак е во склоп на сето тоа како се филмовите. Меѓутоа Мац направи голем исчекор со неговиот Ханибал, затоа што тоа е негов Ханибал и нема тука кој да го допира. Освен Ханибал Лектор што го напоменуваме нели како еден важен синоним, што станува збор за останати негативци, не знам, антагонисти кои што се за синоним за вас за хорор жанр, например, не знам, еден Джек Торенс од Shining можеби, или не знам, некој си друг негативец кој што и што кој е моќта што ја има тој негативец да го привлече вниманието на гледачот кон самиот филм и дури во дадениот контекст да навиваме за негативецот до самиот крај на филм, заради тоа што сепак тоа е нели катарзичен момент од една страна, да, е празнење, но меѓутоа и е поистоветување на некоја нишка. Сето тоа што не можеш да го направиш во реалноста или те спречуваат некои закони. Па еве сега ти ја сваѓам поврзаноста со метал музиката, зашто баш представуваш метал бендови со ова, затоа што се на некој начин поистоветување со темната страна. Так. И тоа навивање за антагонистот. Так. Джек Николсон е типичен лудак. Значи, таква му е фацата, таква му е однесувањето, Диминур што се вика, таков е усрж и затоа може толку добро да ги угломи тие улоги. А однос на тоа, јас сум се фатил себе си стварно една корелација, гледам со тоа мојата тенденција за слушање метал и понекогаш поистоветување, чак и преголемо со антагонистите. И тоа го гледам за мене како еден начин на сублимација на мојот нагон да бидам како антагонистите, затоа што можам многу лесно во денешно време да ги оправдам нивните постапки. Чак и морално и етички да ги оправдам нивните постапки, затоа што не постои некој телос и некоја цел на човештво која што се движи за да ми покаже дека има позитивност. И тука е таа некоја тенденција кон нихилизам, кон враќање на ништото, што е мелодик дет метал што се поистоветува. А од друга страна, сакам да навивам за некој кој што може да прави нешто јас што не можам да правам. И како некако се остварувам преку него. Затоа од друга страна можам да си дозволам да имам поголеми живци, поголеми нерви у денешен свет и у реалноста за да не ги правам тие работи. Од друга страна, па толку гледање на вакви антагонисти, хорор филмови и се останало, па ме прави многу по несензитивен кога се случуваат такви работи во реален живот. Така. Како некој начин на десензитивизација на морбидни, изопачени останати работи. Како едно поголемо прифаќање на човекот. Затоа што научени сме низ религија, низ историја, низ се останато да се гледа доброто. На смртта да се гледа како нешто многу трагично кое што беше добар човек до сега. Така. И ќе оди на добро место. Да, ќе оди на добро место. Без разлика дали тој си ги силувал децата, си ги убивал козите на комшијата, Така. И како Апла бевме навикнати на тоа да се доживуваме себе си во едно срцкасто светло, розово светло. Со оваа тенденција на зголемување на метал музика, на инфлуенца на таа десензитивизација, некако се отвара и другата страна и почина да се гледа под комплетната слика на човековата природа. Така. И затоа ми се многу допирливи и многу примамливи тие автори што дури преку една слика и преку уметност, која што ги спомнавме и од Тул, Енди... Адам Джонс. Исто и оно Стен Уинстон School of Arts и типот што им ги прави каверите у повеќето. Иако Адам Джонс има прави... Да, и тој работи на артворкот. И како може преку една слика да го доживееш овој дуализам на доброто, потенцијалот и рушење на тој потенцијал? Колку е тоа тенка границата помеѓу едното и другото? И неостварувањето воопшто на самиот потенцијал од рамките кој што е попречен и потиснувањето на целиот потенцијал, нели, со самиот факт што не може да го реализира. Од друга страна не се гледа толку трагично ако нечив потенцијал не се оствари, а со тоа се дава баш поголема можност да се оствари па тој потенцијал, затоа што стресот се намалува.
Затоа што кога ќе видам некој серијски убица како убива и навака натака луѓе, ја нема да го остварам мојот потенцијал да убивам луѓе. Исто како што се мислеше дека оние што слушаат метал музика ќе бидат агресивни, ќе бидат Исто како тие што играат видеоигри, Да. насилство, исто е таа нелогична поврзаност. Напротив, како се менува и научниот свет во гледање на ова. Баш пред 4 дена гледав истражување каде што вика дека оние што слушаат метал музика, што е агресивна, како што е треш метал, дет метал и се останато, се подоцелни. Имаат поголема тенденција да сублимираат и да канализираат во продуктивни работи за општеството. Целиот научен свет и целата јавност се менува, а јас мислам дека тоа е последица заради метал музиката, заради уметноста во однос на ова десензитивизирање на целата таа позитивна слика на човештвото и се останато, сите сме религиозни и се останато на Да, и затемнување на сето тоа што не треба да го правиш, што сето тоа што е таму, далеку, меѓутоа сето тоа е составен дел од човекот и таа десензитивизација што е кажуваш во теоретичарите кои се занимаваат со хорор жанрот, ја фокусираат како подготвување за смртта, односно подготовка за сите тие трагедии кои што вршат наплив на човекот во реалноста. Тука морам да го спомнам Мартин Хайдегер. Так. Мартин Хайдегер зборува за being towards death. Значи, бидување кон смртта и соочувањето со смртта. И како после целото тоа соочување со моментот на смрт, животот и сите постапки кои ги преземаме имаат поголема смисла. Само заради таа анксиозност дека смртта е неизбежна. Так. На истиот принцип действува и оваа филозофија ти што зборуваш за хорор филмови и критичари и се останато. Значи, ова е нешто што постоело, ама некако како да е потиснато на субсистем, на субкултура. Сега таа субкултура некако имам чувство дека се отвара. Што ќе се случи ќе видиме. Ама барем ќе биде нешто поинакво и барем не се плашам толку од смртта, од духови, од вампири, од зомбиња. Така, пошто знаеш како да се справиш со нив, ако ништо друго. Благодарение на сите техники од Evil Dead и од Bruce Campbell, кој што и од Supernatural и сите тие серии и филмови кои што може да не спрегнат со корисните работи во животот при соочување на се што излегува од темнината. Нас ни останува да ја одјавиме 235-та епизода и да се придвижиме низ мрачните ходници на македонската радио телевизија и да се соочиме со хорор филмови. Да, на таа тема и да се соочиме со реалноста која што ни предстои. За крајот на емисијата ќе слушаме Amorphis со Towards and Against, Сердаро ќе слушаме со Taken и In Flames со Only for the Week. Уште еднаш сакам да ви се благодарам, Петар и Влага, што бевте дел од 235-то Фала ти на издание. тебе што не викна и што можевме да се склопиме и да дојдеме. Во толку кратко време, да. Фала ви што еднаш што бевте тука и ви посакувам успех пред се на концертната активност, односно пред се на концертната изведба на албумот Shadow and Sound, да ви се испродаде целосниот тираж и да треба да вадите уште 10 нови тиражи на албумот. Фала ти. И успешен настап во кој што ви предстои во Бугарија, ви посакувам и да го добиеме продолжението на Shadow and Sound и да видиме каде ќе не водите со вашите патешествија кои што ги отворивте на човечката душа. Ќе биде во брзо време. Дефинитивно. Се видиме за втор албум. Ќе ве држам за збор. Фала ти многу. Ова беше 235-то издание на Дансе Макабре. До наредната емисија, гледајте хорор филмови и плашете се.